Мадам, дозволете, мадам. Полека, господи Таня. Сега се ќе биде добро, мадам. Ви благодарам, синко. Мила господјо, не можеме ништо против годините. Се во свое време, господјо. Ама ви рекол веќе благодарам. Молам. Пушти ме и ти. Боже, што сте на мене? Бабо, уште си лута? Со тебе повеќе не разговарам. А зошто бе, бабо, па јас не мислев ништо лошо. Ти да мислиш, Арно ќе беше. Не мислеше? Ба ти прекрасно почна, беше супер. Епа, добро де, бабо, на таму што се случи. Што? Знам, сигурно имало каменче, си сказал на каменче. Што каменче, нели? Кај има камен? Еве, Баба, ајде се смири. Здраво, баба Лиле! Лута е. Лута? Па зошто да е лута? Од кај купи сладолед? Таму има за даголон. Знаеш колку има? Ама, баба Лиле, нешто... Што? Нов забавник? Да. Леле! Може да го прочитам? Ќе бидам онде на ќошено, кај ќошено, на онаа клупа. Добро. И ќе ти го вратам Да ми го вратиш. Добро? Хајде, чао. Ајде, чао. 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 Повели. Бабо, те молам те, го знам дека сакаш. Не сакам повеќе од тебе ништо, не сакам. Па добро, тогаш јас ти го оставам тука, па нека се истопи. Али фрли го ако сакаш, мислам, не е проблем. Го фрлам. Што да го фрлам, дека вена. Чоколада. Признаваш дека е одличен? Не е важно. Малку ќе те развади, бабо. Како го мислиш тоа да ме ради? Па, бабо. Што? Сега много накратко до крај, кога си била мајачка. Стигаш, идеш ти со вака на купа и кажеш нешто во рацете, ама не е фаворит нешто големо. Да. Пинот шейкер. Гледаш, а мене се ми изгледа како само да се Ама преправиш. зошто да се преправам? Па ја вака си мислам. Кога едеш добро, ама добро би си го миела лицето и косата ма цел ден. И потоа, така облечеш она твој фустанче со панделка, бабо. Ти би била истото тоа девојче од фотографијата. Иста бабина. Скоро сум сигурна. И тоа еден ден ќе го пробам. Не. Бабо, Не. кога сме сами дома Не, нема. те молам. Бабо, никој нема да има. Само јас и ти. Добро, браво, ќе видиш. Те молам, фрли го во корпа, не взимаме. Повелете играчки за дечиња, имаме балончиња, играчки кукличиња. О, моме, повели душо, повели, имаме Добар ден. Повелете за вашата внука, имаме балончиња, имаме играчки, какви сакате? Ти благодарам, веќе е голема за такви работи. Дајте ми мене два. Повели, моме, сакаш од овие? Не, од овие што не се на. Повели, еве, земи кој. Еве ти две кончиња, за да можеш да ги вршиш. Благодарам. До гледање. Играчки за деца, повелете балончиња, пиштолчиња, играчки. Право да ти кажам, не знаев дека се уште си играш со балони. А зошто да не? Епа така, а зошто ќе ти се два? Епа еден дедок за тебе. За мене? Ајде бре, баба, па со балонче да си игра. Бабо. Не сакам. Бабо, зеленко. Зеленко, бабино, навистина колку е убав. Ти благодарам, многу ти благодарам. Чекај. Што? Хајде да се надпреваруваме. Дјаволе, да сигурно си смислила нешто. Да видиме кој ќе го надуе прв. Тоа не. Да видиме де. Еве, одна
напред ти признавам дека ти си подобра. Неќам така. Па јас неќам, бабино. Те гледаш каква си, а тука пред малку самата викаш како си имала смисла со спорт, зболивање, не наро. Ајде. Полека само сега, кога ќе кажам 3-4 почнуваме, јасно? Ајде. Леле, мајко, што да мачиш? Чекај, почекај. Чекај малку да земам воздух. Ау, што ми стана? Чекај се, почекај. Горе, бабино! Бабо, што ти е? Бабо? Таштата, седи. Шишенце, баба. Јас идам да телефонирам на мама. Почекај. Еве, подобро ми. Бабо? Само малку да се одморам, бабино, и подобро ќе ми биде. Бабо? Готово. Добре! Што викаш толку? Како ми спие, ќе го разбудиш? Тоа на баба ми не е добро. Не е добро? Не. Што се случило? Не знам. Па викни доктор. Ама не може дојде и помогне. Не може да помогне. Па не можам ни јас, ако не може докторот, не можам ни јас. Зашто? Ма јас морам да ме чека другарите, треба да си паѓам репчина. Опа! Ама тато никако можеш да си таков поважен ти рибовод од баба ми. Леле, ама си досадна. Да си ми ги вратил сите забавници што ти ги дадо. Добро. Знаеш дека си другар. Ајде сега кажи што е на бабата. Не знам, мислам срце. Срце? Да. Ако е срце, нека земи кочка шекер в уста и нека земи една мокра крпа вака преку челото и готово, ки помине. Да, стрина Милка се кој така прави и поминува. Ама не иде никако, не е подобро. Не е подобро? Епа, тука сега никој не е виновен. Не знам, може би јас. Иако таа вели дека времето е виновно за се. Времето? Времето. Па времето не постои. Кој го вели тоа? Јас тебе, а ти кому сакаш? Постои уште, како постои? Постои? Да. Па од кај знаеш ти дека Па постои? знам, што може да се мери, тогаш значи постои. Епа, ако постои, тогаш побарај го, најди го. Епа ќе прашаме некого без тоа што. Само да ти кажам јас тебе нешто. Јас мислам дека сето тоа се глупости и јас не доаѓам со тебе. Епа и не мораш. Ти си страшливец и кукавица. Јас сум бил страшливец. Да. Да си била ти таму, на тие скришни места кај што сум бил јас, И што? би паднала во несвест. Епа тогаш покажи ми дека си храбар. Епа, и ќе ти покажам само знаеш што? Ќе мора да се вратиме додека не се стемнило, зашто мајка ми и татко ми ќе ме Се барат. врати. Ама чекај сега да смислиме каде да одиме најпрво. Ау. Се сетив. Ајде да одиме. Качичко заврти. Добро ти текна. Ајде, брзо! Што да правам со тебе, глупченце? Каде е твоето место, а? Еве го, ете така. Добро, добро. Ај. Што си ми гладно? Што си било жедно? Го наполни стомачето. По половина час пак ќе се јавиш. Ете така. А со тебе, мравкичке, што да правам? Сега ќе го најдам и твоето место и ќе ми бидеш како ново. Што барате ви овде, Сајмен? Откаде ви овде? Дете, не влезовме типко, зашто не сакавме да ви пречиме. Не ми пречите, повелете. Што бара? Погледате ова овде. Ова е дело на мајстор Јане, направено е многу одавна и заспано лежи, кој знае од кога, јас би сакал да го разберам. Многу е убаво. Да, многу е убаво, ќе биде уште побаво, кога сонливи ќе ги отвори очи.
Ете така, повелете, седнете малку да ве видам. Благодарам, но брзаме. Брзате. Јас овде не дозволувам никому да брза. Имаме една молба. Една Да молба. чујам. Може би е чудна. Чудна, така и за мене велат. Чуден човек е тој Чичко Завртко. Го бараме времето. Времето. Да. А зашто ви е баш па време? За баба ми, Па, за баба таа е. е толку слаба, ќе умре. Тоа нема да биде ни малку лесно, знаеш. Па јас си го велам истото, ама ништо не разбирам. Еде, полека, почекај. Сепак би можеле нешто да направим. Добро. Добар ден. О, добар ден, повелете. Како сте, мајстор? Добре, како сте ви? Што е, мора да ве снашле големи грижи, а? Зашто кога се молчи Да. кај Чичко Завртко, тоа нешто значи. Па, децава го бараат времето. Ама как? Каде ли се крие? Времето, вие си играте со опасен оган. Да, така е. Опасности се заканува и на баба ми. Мој совет е да се вратите. Пуштете времето, нека си го работи свое. Не се враќаме на. Чичко, еве јас ќе се вратам, зашто мене мајка ми и татко ми ме чека дома, веќе се стемнило. Полека. До гледање. Ајде, па немој да плашеш сега. Ајде, појди по него, оди по него. Добро? Што ме така, прави што сакаш. Мајсторе, да се вратиме ние на нашава работа. Ке биде ли нешто од ова или нема? И како нема да биде, ова е нешто најубавото што досега сум го имал. Дозволете да видам. Бидете нежен, многу е така. А навистина е прекрасен. Прекрасен, да. Кога ќе бидете готов со Ќе него? биде за 2-3 дена, 4 до 5 ќе биде. Добро, шест, така. заедно 6-7 дена Да. до 8 јас ќе дојдам. Ќе ми биде драго, ќе ве чека готово, нели повелете? Кажи ми, девојче, зошто ме гледаш така упорно, а? Има нешто чудно на мене? Простете ми, случајно се загледа. Да. Ајде да се смириме. Добро? Штом си таква, прави што сакаш. Мајсторе, дојдување, ќе додам јас за некој ден пак, Да, дојдување. повелете, дојдете. Дојдување, мајсторе. Да. Знаете ли може би кој е тој човек? Како да ти кажам, има веќе долго време како редовно навраќа кај мене. Откупил вакви убавици, не им го знам бројот. Секогаш окото ќе му запне за нешто што е најубаво. А секогаш плаќа онолку колку што ќе му побарам, се чини дека е мощне богат, знаеш. Како веќе да сум го сретнала некаде. А ти, какви другари имаш тоа? Се уплаш. Се уплаш. И што ќе правиш понатаму? Јас ќе одам понатаму. Па добро, кога веќе така си решила, еве, земи ја оваа книга. Прочитај го насловот. Може би тој би можел нешто да ти каже, а? Тајните на времето. Тајните на времето. За нејзиниот автор, за Нефтуни, велат дека бил мощне учен, може би тој би можел да ти помогне. А кај живе тој? Како да дојдам до него? Прочитај ги првите 3 странички, па ќе се најдеш пред. Ви благодарам многу, Чичко Завртко. И сакам уште нешто да те замолам. Кога ќе дојдеш таму кај тоа времето, запрашај го зошто кај Чичко Завртко се оди добро, а сепак се стои, а? Ки запаметам. И благодарам многу. Само ти читај. Нема да ти пречам. Знам дека е интересно, возбудливо, штом си се знамела толку. Да, уживам. И тоа е по ваша заслуга. Како по моја? Погледајте. Тајните на времето. Книгата што сте напишале вие. Да. Многу труд ме чинеше
додека го создав тоа сочинение многу. Вистина има доста што не сваќам зашто можна учено сте ја пишувале. Да ми кажете, што значи ова магично време? Ова е печатна грешка. Магла. Магливо. Маглично. Треба да стои маглично време, печатна грешка. Го признавам дека уште многу рано што ја читам вашата книга, но јас пак ќе се вратам кога ќе порасна. Не мораш. Имам јас тука многу позлабоки книги. Поумни, помудри, ево според вас Сонит, твојата е читанка за прводеление. Тоа е одлично. Сега сум сигурна дека ќе знаете да ми го кажете она за што доаѓам кај вас. Само кажи, не знам што не знам. Сакам да го најдам времето. Што сакаш? Би сакала да се сретнам со времето. Со времето? Да. Лично? Па, ако може, знаете, јас морам нешто многу важно да разговарам со него. Така, значи со времето. Знаете ли кај може да се види? Времето секаде. Го има во скинатиот джеб, го има во старава книга, го има на моево лице. Погледај колкави брчки длаби. По долго време тоа се трае. Чекайте, јас ве прашав сериозно. Па јас тебе сериозно ти велам. Вие спативте што барам? Сватив, го бараш она што никогаш нема да го најдеш. Би сакала да ве прашам нешто. Да. Вие, Чичко Завртко, не го познавате? Не знам како да ти кажам. Јас многу завртки знам. Ама овој продава стари часовници. Не го случајно не го познавам. Не. Зошто прашуваш? Онака помислив нешто. Можам нешто друго јас да ти помогнам. Ајде, знам, да ми напишете посвета на вашава книга. Мош не ми е мило. Јас некјате, Сатурни! Леле, го иде, Кристе, Ај, сине сретнику! Сатурни! Сатурн! Што правиш овде, драскај перони заедно? Ништо, малечкава сакаше да и покажам времето на тајните на книгата на времето. Па кај најде да драскаш баш овде, Сатурни, кај што е плодот на духот мој? Дај да видам. Со раѓањето ти паѓаш во мрежата време, од која до крај живот не можеш да се извлечеш, Сатурни. Добре, нели добре. Мудар ли, јарец? Ајде, оди донеси ми кафе. Кафе. Да. Веднаш. Стој, почекај. Да. Пред да ја испратиш малечкава, ќе ја почестиме со амброзија. Амброзија, Да. Денес е прекрасен распоредот на звездите. Да. Леле, големата кола си влегла во малата кола. Простете ми ако ви пречам. Вие сте, значи, Нептуни. Јас чинам дека сум. Знаете, дојдов кај вас со една молба. Ако си сакала, ти давам приватни часови од астрологија, договори се со Сатурни да ти закаже кога ќе бидам слободен. Сега имам многу важна работа. Не, јас дојдов по нешто друго. За тоа друго време имам уште помалку. Само те двете збора да ми Ма ни со збор те молам. Гледаш дека имам многу важна работа. Гледај. Земјава. Земјава е плоча. И таа така мирно си плови по вода. Наеднаш кога ќе се дигнат страшни бури, таа почнува да се ниша, да се тресе и... Ете така настануваат земјотреси. Но ете и проблем. Како земјава да остане мирна, да не се тресе. Па земјата не е плоча. Што рече? Јас сум учела дека е топка. 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 А како го мислиш ти тоа топка? Тркалеца, топка. Тркалеца топка. Не може тоа така. Еве топка. Како тогаш би стореле луѓето, некои се горе, одгора, а некои се долу, оздола, со главата удолу, а водата од морињата и океаните
Па таа би се истурила. Ама не, затоа постои земјината тежа, таа држи се. Што постои? Земјината тежа. Земјината тежа. А каде си го слушнала ти тоа? Во моето училиште. Во кое училиште учиш, зборувај брзо? Кочурацин од Скопје. Кочурацин од Скопје. Од кој век доаѓаш кај мене? 20. Пред нашата ера, нели? Сега се ми се рушиш дека што стата. И хипотези, и теореми, и аксиоми, се нема врска. Па немојте така. Зашто? Зашто вашата книга, Тајните на времето е дело вредно, па ја читам со внимание. До крајот? Ќе бидам искрена само почет. Гледаш, малечка, да стигнеш ти до последната страница, ќе ја видиш мојата неволја. Тајната на времето, се уште не сум ја открил. О, па не можете, значи, да ми помогнете. Што сакаш? Да го пронајдам времето. Си тргнала во погрешна насока. Што доаѓаш кај мене во минатото. Чекори напред. Како кажа? Слушај. Нека те дали. Постои густа шума од секвои во која никој не смее да влезе. Таму е велат замокот на времето. Но многу е тешко да стигнеш до него. Дури ако успееш да поминеш низ шумата што е преполна со зверки страшни и опасни, педемите на замокот се толку високи што само птица може да ги прелета. Досега никому не му успеал да влезе во тие тајни одаи. Но јас морам да се обидам. Што ме ке мораш, обиди се, само те молам, биди внимателна. Ке бидам. Сега јас би сакал нешто да те замолам. Ако успееш да се сретнеш со времето, а јас верувам дека ти ќе успееш, замоли го те молам да ми прати малку од тие нови науки и сознанија. Па нема смисла Чичко Нептуни и големиот научник Звездочатецот да знае помалку од еден осмолетник. Те молам, замоли го тоа за мене и биди внимателна. Којлете, кафето е точно според ваша желба. Не е ни горскима, не е ни слабо, не е ни благо, не е ни јако. Не е ни мудра, не е ни умна. Да ставе ти. Повели Амброзија. Благодарам. Ова до сега не сум го пиела. Стој, почекај, Сатурнеј. Пред да го испиеш тој пијалок, ќе ставиме малку од овој прашок. Така. Чашава. Испија одеднаш до дното. Така ќе стигнеш многу поблизу до целта. А потоа Сатурнеј. Колко интересно. Сладко, ама ово брго опива. Ово би сакала да ми да не гледам. Девојче, немој да спиеш, што ќе правиме после ако наспинеш, а? Простете ми така, одеднаш ми се предремала, не знам што. Овде утрата се мошне свежи, ни ти студи? Малку. Ќе одам нешто ти донесам да се нагрнеш. Не е потребно, јас и онака морам да поедам веднаш. А каде си тргнала? Дали е близу шумата на секвои, знаете, треба да одам тај. Да не се шегуваш. Не, навистина натаму појдов. Но ти не знаеш каква опасност го демне секој оно што ќе навлезе во шумата. Слушнав, да, и уште што е најлошо, јас плашливка сум голема. Сепак,
Морам да појдам. Шумата е близу. Еве тука над куќава веднаш почнува. Но разни легенди кружат за неа, а што е вистина тоа не се знае. Затоа причека го маш ми ветран, тој што току не се вратил од лов. За шумата тој знае најмногу. Па од него ќе го разбереш тоа што го сакаш, добро? Добро. Ај. Не ми рече како се викаш? Лана. Лана. Баш убаво име. А јас сум Зора. А како ќе го викате него? Него или неа, тоа се уште не се знае. Но затоа многу имиња веќе најдовме. А зашто живеете волку далеко? Вашата куќа е последната, нели? Да. Епа, мора некако да се почне. Еве го доаѓа. Да не се налути, може би штом ќе ме види мене овде. Ма не, само внимавајте, молам. Тоа што ќе ти го каже, тој да го направиш, добро? Добро. Добар ден. О, добар ден, добар. Денес сме добиле гостинка. Браво, Маречка, браво. Зошто стоите, може би подобро да одедеш натаму. Не, јас морам да одам веднаш. Тогаш барем да ја почести со нешто. Како заборавив сега, веднаш. Повели, Маречка, седни се. Благодарам. Нам ни е празник штом некој ќе дојде, бидејќи овде ретко луѓе минуваат. Единствено зиме, одонде од шумата. Срнче некој смрзнато ќе доскита и ќе се грее кај нас до пролет. А потем пак назад ќе си оди. А кој е добро те доведе тебе? Јас тргнав да го барам времето. Дознав, знаете дека што тоа живее во својот замок тука во таа шума. Вие знаете нешто за тоа? Да, за таа приказка сум чул, но ништо од тоа јас немам видено и затоа ми е тешко да кажам дал има вистина во тоа или не. Шумата е темна и непроводна, па во неа длабоко јас и не влегувам. А освен тоа, и ѕверка некоја ќе ти се испречи, па немаш друго освен да се бориш со неа и да се вратиш. Затоа ти велам, ако не волја, не имаш голема, немој да одиш. Не би одела, но морам. Знаете, штом времето повеќе поминува, баба ми се повеќе слаба и затоа брзам за неа нешто да сторам. Што ме така, не можам да те одвратам. Вие ме пуштате? Да, но да знае со страв. А во која насока треба да тргнам? Докај што има пат, ќе одиме ние заедно. Ви благодарам. Што е тоа што толку се радуваш, Лана? Тој ме пушта и уште ќе ме испрати. Навистина? Да, ќе одиме заедно докај што има пат. Сега можеш и да се послужиш. Одвоеле. Сакаш и ти? Како не. Да, али и можам и јас. Види го, од каде па ти одиш овде? И јас од далеку нахамирисувам салата. Од шумски јагоди е. Природни шумски јагоди. Само малку да земам воздух. По цел пат трчам. Зашто секако не е нешто сериозно, не? Не. И имам тука едно писмо, ама не е за вас. А адресата не е баш целосна, оти на него пишува само за девојчето Лана. И сега тргнав да ја Ти не ми рече како се викаш. Лана? Баш ми среќа писува за тебе. Од каде ти од... Еве, повели. Нешто не е вред? Дај да видам. Ова не е толку страшно. Ја вика баба и да се врати дома. Знам дека го стори тоа со најдобра намера, но те молам, врати се веднаш. Ја бројам секоја минута до твоето враќање, баба ти. Ете, значи по-опусто не сум брзал. Може би така и подобро. Шумата се заканува со својата дивина, па со неа нема шега. Лана, врати се. Ама се ова не е вистина. Ја знам дека тој тоа си го измислил. Шато?
Тоа ми е благодарноста за мојот труд. Не преправајте се, јас ве познавам. Вие сте... Не можам да се сетам името, веќе негде се сретнавме. Не знам што зборува. Прв пат ја гледам. Лана, чекај, ти што судиш дека писмово не го напишала баба? Да, гледам, ова не е нејзин ракопис. Па чие тогаш? Не знам, ова го пишувал некој друг. А освен тоа и да ви кажам, баба ми никогаш не си ги пишува писмата со молив, туку со пенкало. Може би ова е навистина некоја грешка. Изгледа дека ќе мора да барате на друго место. Што? Па хак да кршам нозе. Не доаѓа предвид. Си одам за драво. Поштар! Чекај, поштар! Лана, те молам, ако го видиш времето, нека ти кажеш што ќе ми биде рожбата, девојче или машко. Те молам, прашај. Хеј, се налути. А и малку ми е чуден. Спрашти без поздрав. Да. Добро, Лана, тогаш јас и ти на пат. Ајде. Па, среќен пат. Благодарам. Довидување. Довидување. Овде не е се така страшно како што се зборува. Не брзе, Лана. Ние што туку навлеговме во шумата? Ете, таму е она... Слушај, Лана, се уште има време да се вратим, а? Не. Еј, како не се сетив на тоа? Виновна е мојата Зора. Има добро да искренам кога ќе се вратим. Зашто? Па како, зашто? Ете, ништо не ти подготвила за пат. Што ќе правиш кога ќе ја обгладни што може днес, Па ништо за тоа. Во шумата секогаш нешто ќе се најде. Дали јаготка, некој лештик, изворим, ама не грижете. Тешко е да се изеде со тебе на крај. Добро, нимавај добро. Се сретнеш со Срна, со Елен. Се сретнела пријатели. Тие, ако затреба, може да ти помогнат. Да те одведат до поточе од кое можеш да се напиеш вода или некој заслон да ти пружат ако дојде до невреме. А се сретнеш може би со мечка. Немој веднаш да бегаш. Многу е подобро мирно покрај неа да поминеш, па дури и со насмевка да ја поздравиш. Тоа ќе одоброволи, па во неа можеш и заштита да најдеш. Внимавај на волкот, а и на лисицата, зашто тие имаат нарав лоша. На никакво добро од нив не надевај се. Ке внимавам на ова што ми го рековте. Земи го и рогов. А што ке ми? Вака. Ако дојде до некоја невоја, дувни во него, па да дотрчам на помош. Ви благодарам многу, чичка вече. А сега со среќа и брзо враќање. Добро. Со среќа. Довидување. Кој има таму? Зошто се криеш? Зборувај! Лана! Што се случило? Ништо, само сакав да го исправам, ама труби. Ме исклаши, немој повеќе тоа да го правиш. Не, простете ми. А да не се предомисли? Не, но штом сте веќе тука. Ако сакате да погледнете таму кај што е на дрво. Да, кај грмушката. Шамивчето, негде ми падна да не таму случајно. А шамивчето? Шамив. Ето. Само полека и внимателно. Жал ми е, Лана, шамичето не ти го најдов. А кој беше оној? Таму? Деверичка. Што ме виде, онака налутена фрли врз мене грб свештици, како да рече бегај од тука. Еве, земи за малку занимација. Ви благодарам. Така. Со среќа, од ти Зора и јас нема да имаме мир додека не се вратиш. Ајде, среќно. Ви благодарам. Среќно. Довидување.
Пријатно. Што е? Има нешто чудно на мене, а? Да не си видела некој волк? Молам, дајте ми го тоа. Кој е ова? Немој што ке ти е. А освен тоа опасно е. Може лесно жителите на шумата да ги вознемири со својот продорен звук, а тоа не би било пријатно. А ти? Зошто не сакаш да зборуваш со мене, а? Јас идам на едно многу важно место. Каде ходиш? На едно многу важно место. Кажи ми, може да ти помогне. Не можете вие. Тој! Каде одиш? Таму не можеш. Таму меѓу стеблата пајаците сплеле мрежи. И секоја од нив ќе те дочека со лута осмина. Ке цвртам на... Не! Таму се волчите јами. Па кажи тогаш. Од овде има само еден единствен излез. Таму. А јас од таму дојдам. Sejedno. Пушти. Дојди, не ти реков. Таму се волчите јами. И не ви верувам ни збор. Можете целесто да измислувате гуштеви, утки, змии, лијаци, ама не ви вреди тоа баш ништо, затоа што јас сепак ќе продолжам. Браво! И уште нешто да си знаете, јас од некаде ве познавам. Не. Да. О, почнува да ми станува интересно. Ова. Не знам зошто, но тука сте секогаш да ми попречите. Стој. Една ќе ви кажам, ако мислите, затоа што сте појак, да ме спречите да одам понатаму, да знаете, ќе викам. О, а можеш стилно да викаш? Можам. Ајде, чуја. Чичко. Чичко, бе. Јас слушам само глас на кукавица. Што е? Што се случило? Ништо. Малечкава се загубила и не знае каде треба да оди. А зошто тогаш ти не и помогнеш? Ма јас сакав господаро, ама таа не сака. Знам јас кај тебе да појдам, само тој не ми дава да тргнем, она му се нешто измислува, затоа ве молам. Кажете му вие еднаш веќе да ме остави намира. Ја слушна? Ама господаро, вие добро знаете дека... Доста! Оди си. Разбирам. Кој е тоа страшно суштество? Мислам дека не е толку страшен колку што ти се чини. Ама како не, еве уште треперам. Се вика шумски, бидејќи живее овде во крошните на дрвјата. Тука и спие. Чуден е, но не е опасен. Како не? Ајде смири се. Јас знам каде си тргнала и зошто. И не мислам да те одвраќам од намерата. Самата размисли си, поодлучи се. Но ти сврцувам внимание на ова. Ако мислиш да одиш и понатаму, тогаш подготви се и за поголем страф. Зошто уште поголеми ќе сретнеш искушение. Нека бидат. Штом така велиш, добро. Јас од своја страна може би малку и да ти помогнам. Ви благодарам. Не благодари ми, бидејќи ништо не ти ветувам. Ти реков само може би. А зошто не сте сигурен? Се дури има сонце и се дури има светлина, јас имам нешто моќ. А после? А после мракот ми е темница. Тогаш да побрзаме. Да побрзаме. Ти си виновен. Јас не можам. Ни збор, си морал да ја спречиш. Ама не може. Тиш, 5 пати се преоблекува. Најпрви сакав со убаво, потем малку да ја заплашам и пак ништо. И да ман помислив се ќе испадне добро, дојде оној денот и ми расипа се. И што ти направи? Ме избрка со груби зборови. Што ќе правиме сега? Ќе ја налутиме господарката. Не грижете се. На денот уште само малку му остана. А штом сосема загуби сила, ќе ја патиме малечката. А потем ќе затвориме во на мрачна соба. Е се по ваша желба. Еве ги идат. Спирај, пушти ги нека придат. Ајде, Лана. Колку е овде интересно. Уште какви нешта има да видиш. А што мислите вие дали ќе ме прими сега веднаш? Нема. Зошто? Затоа што веќе е доцна. Ама мене многу ми се брза. Па стрпи се. Ајде, ќе се обидаме и сутрина. А сега послушај ме. Насетувам како доаѓа да ме совлада темнината.
Ти не плаши се, само ќе го држиш цврсто овој крај и така ќе знам дека си покрај мене. Вред. Значи договорено. Да, ќе внимам. Кај да одам ти секогаш по мене. Добар ден, Дену. Не гледам добро, а кој беше ти? Самракот. Здраво, Самрако. Гледам си ни довели гостинка, а? Да, девојчево Лана. Баш убаво. Кажи, Лана, колку долго ќе останеш кај нас? Јас само малку наминав, морам назад што побрзо. Како? Зарем нашиот замок не те привлекува? Не би сакала да видиш што има во него, да прошеташ малку? Како па затоа и дојдов? Па тогаш не брзај. Тој не ќе биде и денот? Одлично, тој се убаво ќе ти покаже. Простете ми, ако ве прашам што е тоа што го држите в рака? Ова? Да. Ова е око. Око што гледа се. Треба само да го впериш кон онаа страна каде што сакаш да видиш што се случува и во истиот миг сето тоа и ќе го видиш. Би можела ли да го видам? Само повели. Ви благодарам. Лана, не смееме да се задржуваме, мораме веднаш да одиме. Идем и идам. Но Лана, не гледам дали доаѓаш. Идам. Лана! Идем. Да дознам само кај ли се крила. Бабо! Бабичке, те гледам. Ево овде сум. Што ли се свртиш? Ајде подигни главата, слушај. За мене немој ич да се грижиш. Се борет. Ке ти дојдам дома бргу. А што ти готвам едно изненадување. Ама нема да ти го кажам. Ке го видиш кога ќе ти дојдам. Бабо! Бабо, ма ме слушаш ли, бабо? Не може да те слушне. Окото е за тоа да гледа се. Зар не е така? Така е. А освен тоа, за едно девојче како тебе не е ни добро да види се. Иако знам дека сите деца се љубопитни. Имате право. Ме радува што мислиш исто како мене. Изгледа дека јас и ти добро би се сложувале, а? Каде е Чичко Ден? Па пред малку беше тука. Чичко Ден? И ти си сигурна дека тој бил овде? Како да не сум сигурна, тој ме донесе овде. Не знам каде би можел да биде, ајде да го побараме, а? Јас ќе го Вие бевте тука заедно со нас Чичко Ден, каде? Ти тука малку се задржа, а тој беше многу изморен, па легне да спие. Доста е доцна. Да. И рече, ќе дојде по тебе утре са бајле. Да. Ете, гледаш, немаш никаква причина да се грижиш. Ај сега и ти малку да се одмориш. А ти, одведи ја во онаа соба. Мислам дека ќе ти биде пријатно. Само утре и дутрина, вие кажете му на Чичко Ден каде сум и дека го чекам. Да, ќе му кажам. Повели маму. Нема да влеземе во замок. Имаме специјална гостинска соба на крајот од замокот, повели. Чичко Ден. Па тогаш јас наизи доаѓам како тетка ноќ. Тетка. Ау, тетка, се што. Лана, тука ли си? Лана! Изгледа дека овде нема никој. Што ви е? Ништо? Зарем ле спиете? Јас сум секогаш на ноќна служба. Па тогаш кога спиете? Па кога ќе се раздени, ќе се скрием во некој ќошенце и ќе си заспием. Никогаш не би се согласила на такво нешто. Зошто? Јас сум голема спанка. Наистина. За мене тоа е најсладкото нешто. Колку е часот? Рано е, само ти спи.
Баш чудно, бидејќи јас ноќе никогаш не се будам. Епа, возбудена си. Имате право. Утре ме чека голема средба. Што мислите вие, како ќе биде? Па, мислам дека ќе биде добро, само ти продолжи да спиеш сега. Малку се плашам. Храбра си повеќе од што мислиш. Зошто дека се е затворено? Знаеш, тоа е за да нема пробев. Пробевот мене просто не стече, вака. Не стече. И баба ми. Везден го спомнува пробевот. Да, мене... Јас тоа баш. Мене секогаш не Не го стече. раз... Молам, што не разбираш, кажи? Добра ноќ. Во? Сакам да спијам. Да, добро, спи. Јас сум. Отвори брзо. Отвај Стас. Наскоро ти помине нашето време, што правиме после. Како е малечката? Спие. Тоа е добро. Пред малку се разбуди. Ај, Ама во ништо не се посомнева. мора да остане тука до не мине денот. Мораме да ја разборуваме, да ја раскажуваме сказни, а потем, штом добро ќе се смрачи, ти, под изговор дека ќе одведеш таму каде што таа сака, всушност ќе ја вратиш дома. Неверојатно, исто во ова сакав јас тебе да ти го предложам. Ти и јас секогаш исто мислиме. Не би го рекла тоа. Сакаш да ти прочитам една песна, ја напишав за тебе. Не сакам да чујам ни Една збор. строфа. Ми се спија. Еден стих. Не, никако друг пат. Сакам да спијам. Добро. Што е ова? Од каде ова светла? Дур секој мирно спие и сладки сништа сони. О, сина ноќ тешко ми е, моево срце те гони. Ова сосема ќе ме уништи. На денот ти му нудиш свеќе, на тој зар звер во гората, па тој не те сака веќе зашто ја сака зората. Каде? Каде е малечката? На тебе ме подсеќа Каде? припати ги рацете мои, Каде? се раѓа среќа за не, штом срце со тебе се спои. Избегала. Извинете што ова го правам, но таа беше толку упорна што морав да ја доведам. Ништо не разбирам. Што представува се во ова? Лана, ова што го гледаш овде, тоа е минатото. Се е завршено, останал само пепел. И за да не се заборави се она што некогаш било, тоа е запишано овде и тоа се поред. А ова? Ова е мигов што се уште трае. Тоа е денеска. А тука? Погледни самата. Живот, љубов, убавина, пријателство, несреќа, неслога, тага, смрт, чичко дено, ајде побрзо прелете го се ова што не чини, зашто лесно може да се измеша. Лана, не смееме. Ама, па тогаш, знам, ќе додадам од ова што е добро. Лана, па зарем не сваќаш, тоа така мора да биде. Мора? Па да, овде се готви однапред. Сега ми е јасно. Овде е она што ќе биде, се што не чека. Тука е утрешнината. А во овие книги, што стоја тука запишано е нашата иднина. Точно погоди. И тоа баш ми треба. Лана, ако мислиш да гибаш во тие книги, грозно се мамиш. Ма зошто, чичко Дено, што ви е вам? Добро ме чу што ти реков. Не можам да ве препознам. Те предупредив, нели чувај се. Ма чекајте па, знаете зошто сум дојдена. И знаете дека ова ме интересира повеќе од се друго. Сега е доцна, браќање нема, толку сум близу, морам да дознам. Лана, немој! Простете и, таа се уште е малечка. Еве, јас ја земам на себе сета одговорност. Тоа повеќе нема да и се случи. Лана, ајде. Чекај, постојте малку. Зборувај, што сакаш од мене ти. Јас сакав, не можам да се сетам. Имам таква бркотница во главата. Сакаше за некој да ме замолиш,
да го поштедам. Да, баба ми. А зошто мислите дека треба баш тоа да го сторам? Па знаете, таа е многу стара, има многу години. Тешко се движи, бргу се заморува. А некогаш била спортистка. Од сите девојчиња во градот таа била прва, најбрза на ролши. На вистина. Сигурна ли си во тоа? Па не знам, така били таа, и јас си верувам. А дали некогаш ти е спомнувала Мира Забарска? Не, никогаш. Првпат слушам за тоа. Е, сега чуй. Никогаш не се знаеше која од нив двете е побрза. Вистина? Да, вистина. Баш ке ја прави. Прашаја. Сега се сетих за те. Ја имам видено на папината слика уште кога била девојче и била многу побава од мене. Со коса долга и крупни очи, оздолниште плисирано и блуза морнарска. Како да гледа во некој и му се смешка игриво. Што е? Продолжи. Сега, од тоа не останало ни трага. Остарела многу. Добро, па што? Па зошто сте го сториле тоа? Вие сте единствениот виновни. Па што сакаш ти? Да се ги допрам тркалата? Да пуштам оде да се да запре? Да го сторев јас тоа вистински, ти не би ни постоела. Жалам, јас не сакав да... Да, јас слушам сено и создавам. Не прекритикувај. Зашто такви прекле одамна слушам од сите. Ама, мене само ми се чини дека страшно бргу правят. Мислиш? Јас така судам по мојата баба. Доста. Што да сторам за тебе? Сакам баба ми да биде како некогаш. Да биде како на онаа слика. Да бидеме јас и таа како две другари. Тоа би сакала. Повеќе од се на светот. Мислиш дека тоа би било добро? Тоа би било најубавото. Добро. Нека ти биде. Ќе ти ја остварам желбата. И благодарам. Но внимавај. Само до првата кавга така ќе биде. Ама... Реков до првата кавга, после. Што би паѓа на ум. Штом ќе се вратиш дома, ќе биде се како што постака. И благодарам. Не благодари ми. Нема на што. А сега, оди! Би сакала само уште нешто. Да, па. Ти на крај ќе ме научиш. Ама не барам ништо повеќе за мене, имам 3 молби. Од Чичко Завртко, од Нептуни и од Дора ме замолија да ви ги дадам, ако сакате да ги чуете. Не е потребно. Почекај. Еве, земи ги писмава. Ви благодарам. Ни спор. Веќе никогаш да не ми доаѓаш. Го искористи овој момент кога сум со добра волја. Но внимавај. Наравта бргу ми се менува. Чувај се. А ти, веднаш одведи ја одовде и кажи на онаа ноќ да дојде малку да разговараме. И така, ние таму се разделивме. Се враќам дома и постојано мислам, ама како тоа само ја пуштив? Ето. Се враќам, трчам низ шумата, викам, ја барам. Ја нема, се враќам на истото место. И што? Додека не дојде доцна во ноќта, јас 2 големи грижи имав. А сега само мислам на неа. Најголем виновник сум сушност ја. Таа најпрвен дојде кај мене и да не ја обрне внимание на вашата мудрост, таа не ми ни тргнал. А јас пак, магаре, хомо лудикус, наместо да гледам салво својата луна и соле, во сводот небесен, замислете си, јас со неа водам научна расправија, а одам дури и потака. О, лудакус! Ќе биде, да не ти кажам како ќе биде. Треба да преземеме нешто, зашто опасноста може сал да и се зголеми. Така е, така е. А, да погледнем уште еднаш. Гледам! Што гледаш? Гледам! Дека нема ништо. Како нема ништо? Па нема ништо, да. Па имаш ли некаков предлог? Па немам предлог сега, но би требало прво да размислам. Па како имам пречувство дека доаѓа, дека е тука близу. Тоеш треба да и појдеме во пресет. Па така е, да и појдеме во пресет. Еј, чекај. Тоа е таа. Тоа е таа. Тоа е таа. Така.
Каде ли е само? Јас не гледам ништо. Лана! Добар ден на ти! Лана, како си, Лана? Дали кажувај Цепоре, го видели тоа, ете тоа време? Да, не го видам. Не го виде. Не. Но со него зборува. Како тоа зборувала? Па јас не разбирам ништо. Па така убаво. Имаше една сала и таму беше се што било и ќе биде. Нешто чудесно, ама и страшно. Таму времето ми се јави со глас. Лана, тој негов глас како беше? Чуден, така страшно бргу се менува и никако не знаеш од која страна дојде и дали те слуша. Чекај, а дали тоа времето ти се лутеше што си пила ете дошла кај него? О, да, и ми рече никогаш повеќе ни да помислам да му го предам прагот на замокот па. Лана, мене ме интересира како стигна до тоа, Тоа беше посебна приказна. Голема помош ми даде и Ден. Денот! Па што се чудите, тој ме допрати до тука. А времето дали ти е исполни големата желба? Да, ми рече, а сега оди, како што сакаш така ќе биде. Затоа брзам да видам дека те е вистина. Чекај. А дали може би се сети да го прашаш тоа времето она за мене што ти реков, знаеш? Лана, и јас нешто те замолив, нели? Како не се сети. Не се, па гледаш каква си. Гледаш ли каква си? Добро, па ви. Чекајте, имам писма за вас. Писма? А на секого по едно. Еле, те молам ако сакаш, отвори го. Не, тоа е за тебе. Малку само да... Ме прашуваш што ќе ти биде рожбата. Што и да биде, ќе ја љубиш од се срце. Ме прашуваш зошто не можеш да откриваш големи тајни? Не оздола, туку од ридје треба звездите да ги наблюдуваш. Ме прашуваш, и ако иде, зошто секај тебе стои? А ти, зошто пострано гледаш во тие твои часовници? Ете. Јас сега морам да одам. Здравеќе, Лана. Да, не ви кажав дека ноќта ме брка, сака да ме фати, затоа морам што побрзо да си одам. Ти благодариме многу, ти беше јунак. Лана, ја задолжи науката, Лана. А што да кажам јас, по без да си ви постигнала ништо, никогаш нема да ве заборавам. Довидување, Лана. Бабо, каде си? Бабо, јави! Што викаш? Слушај, немој да ме викаш бабо, глупаво, разбираш? Не моја златна. Најпосле можам да се одморам. Одмори се, златно, одмори се, а јас ќе одам онаму малку да вежбам, баш? Не, чекај, ајде можеш тука јас да те гледам. Добро. Леле, што имам нешто многу важно да ти кажам. Што? Леле, ќе зјапнеш целата. Ма кажи што се случува. Не ми е Замисли, се заљубил. Кој? Се заљубил Лазе во Вики. Од кај знаеш, ма? Ма јас ги видов со своји чешими. Што виде, што? Видо вака како Лазе купи 2 сладоледа, па едниот ти го нудеше на Вики. А тако ја ги се срами, па вика не сакам. О, големо чудо, па јас би го зела. Не баш така. Слушај, да го земеше, знаеш ли ти што би значило тоа? Па тоа би значило сакам да ти видам девојка. Имам ново ланче. Гледај. Леле, какво е? Се допаѓа? Лиле, значи, знаеш Што? како ти стои. Можеш да го носиш со секоја буда, со секој футен, знаеш. Леле, злато си. Ајде. Ти ги дупче ушите? Да, ми ги дупче, малку ме болеш, ама да. Спомена. И тие обетки кој да се кој знае што. Еј, дај да се ползам? Немој, не знаеш како. Што сум видела едни рошуи во продан странски да ти Знам ги видов. Па добро. Не се ништо нарочито. Па дај ми малку да се повозам. Не може, ќе ми ги расипи. Аме, на крхте тука веднаш си ги враќа. Не може, дали што си досадна, не може.
Ајде, чао. Чекай, па добро ќе идеме заедно. Не сакам со тебе да губам време, разбираш? Ерба и не мораш. Ама првин ќе чуеш се што сакам да ти кажам. Те сакав за другарка и само со љубов за тоа. Верував дека тоа ќе биде најубавото на овој свет, а сега гледам дека сето тоа било погрешно, ти си себична и груба. А она папа беше прекрасна и од неа никогаш ниту еден грд збор не сум ни чула. Ја знам, беше стара, болна, се плашев дека ќе умре. Но сега гледам, ја сакав повеќе од тебе. 100 пати повеќе. Молам, Лана, престани. Нема затоа што сакам да ти кажам се што мислам. Можеш слободно да си одиш, можеш. И човек ги добро твоите ролши, затоа што ти вредат повеќе од се друго. Мене дури сега ми е се јасни некои работи. Нешто ми вреди. Сега е премногу доцна. Ко расипав она најубавото. Можам само да ти кажам дека ми е жал и дека се каам поради тоа. Лиле? Лиле, ма? Лиле, те молам да ми простиш. Зборував се што, па не е такав да те навредам. Што ми е мене, што правам сега? Лиле, како си? Мора ќе ти дадам јас тебе, Лиле, погаза, да знаеш кај си ти до сега. Бабо! Што е? Ма што бараш ти овде? Што барам, како што? Бабо, моја Волака, лута сум ти, лута сум ти. Лута, тогаш и... Лана, еве ти го забавникот го прочита. Ти благодарам. Што е баба Лиле? Не знам, сине, што е. Лана, што си таква со момчета? Многу лута нешто е. Ајде, догледај. Догледај, сине. Лана, што ти е? Ама не е никаков другар, е голем кукавица. Вистина. Леле, срам да му е. Остави сама. Лана, знаеш што, сине? Задостоивме за ручек. Ке ни чека, сине, брзо вземи го за забавникот. Не може, ма. Ајде, стежи, да ме Лана. Мадам. Веќе ви реков, мадам, се во свое време, мадам. Дојде, мадам. Довитување. Тој така подмолно се претоблекуваше и преправаше само да ни го причува што нешто машко, па... Лана, сине, брзо. Баба му, брзо да сетна. И да ми ги извадиш роженко, брзо. Баба, да те прашам нешто. Ајде, праши ме, само побрзо. Дали е вистина Да. дека Мира Жабарска возела Ролшој подобро од тебе? Се што подобра од мене. Па нели ти реков дека јас бев најдобра во градот? Ти реков ли, бабино? Па ако ти реков, ајде собери ги работите и да си оди. Ајде, туцна, ке не чекаат, бабино. Чекај. Чекај да те прашам јас нешто. Од кај знаеш ти за таа Мира Жабарска? Знам. Знаеш.